Зашто е поддршката од Германија кон новата влада? Зашто конкретно? Поддршката не е само финансиска, тоа го слушнавме од најавите за тој Берлин плюс процес, кој што ќе биде еден комплемент на Берлинскиот процес. Дефинитивно тоа е еден од аспектите, финансиската поддршка, но и поддршка за демократијата, односно инклузивноста. Македонија, односно Социјалдемократскиот сојуз, коалицијата предизборна и постизборната риторика што имаше, се базира на инклузивните политики, односно вклучувањето на сите прогресивни актери во општеството и креирање на политики кои што ќе значат едно општество за сите. Ние како фондација секако дека тоа го поддржуваме, а германската влада, без разлика кои се актерите, односно кои се партиите во таа владина коалиција, секако дека ги поддржуваат истите тие процеси. Поддршката на Германија за Македонија во целиот овој процес, без разлика дали тоа е во рамките на Берлинскиот процес или вон тоа, секако дека е поддршка за едно градење на едно инклузивно општество, тоа општество кое што го вети и што се надеваме дека сега односно е почнат процесот за имплементација за едно општество за сите. Што значи тоа во смисла на конкретни резултати на планот на зачленување во НАТО и на почеток на преговори со Европската унија? Па, меѓу другото, значи не се само тоа позитивните ветувања од страна на канцеларката и од страна на владата на Сојузна република Германија, тоа значи на голема одговорност. Пораката која што се праќа е дека немаме како држава, немаме веќе втора шанса. Тоа е пораката и тоа е една сериозна порака која што се праќа и до владата на Република Македонија, но и до сегашната опозиција. Не може да се гледа ова како процес каде што владината коалиција или пратениците во парламентот кои што сочинуваат ќе туркаат на една страна, а другите ќе влечат на другата. На сосема различен, апсолутно не. Во однос на ова прашање. Во однос на ова прашање, апсолутно тоа значи дека мора да се најде заеднички јазик. А тоа, пораката, е секако сериозна, затоа што ако не успееме ние во градење на таа заедничка, инклузивна држава, во која што ќе владее демократијата и владењето на правото, секако дека поддршката не само што ќе биде повлечена, но ќе сносиме и одредени санкции. Кога зборувате инклузивна, не мислите само на меѓуетнички план, туку на социјален и на политички план? Да, секако, на секаков план.